тој човек ќе се дистанцира како председател нов на ВМРО ДПМН, ќе се дистанцира од политиката на Груевски. Дали тој јасно ќе се дистанцира од она што Груевски им го направи како зло на Република Македонија во неговото 10-годишно владење? Дали јасно ќе каже дека повеќе не ја поддржува политиката на корупција, политиката на лаги, политиката на криминал, политиката на провизија наместо македонска визија и јасно поставување на целите кон кои се стремеше ВМРО кој го основавме 90-тите години? Дали ќе ги врати изворните принципи на ВМРО ДПМН? Дали она бела зграда која е изградена со потта и со страдањата на вистинските ВМРО-вци повторно ќе ја врати на народот, односно ќе ја врати или на студентите како студентски дом? Дали тој конечно ќе каже дека Никола Груевски и неговото обкружување се она за што јас зборував во изминатите години банда криминална? До тој момент ние не можеме на Мицковски да му ја дадеме поддршка. Ниту куртуазната поддршка, ниту онаа поддршка која би била најприродна во едно демократско општество да му се честита за изборот. Доколку тој се дистанцира од таа политика, ние тогаш можеме да разговараме со Мицковски за евентуално наша соработка како две политички партии, како две десничарски партии, но до тој момент нема што да разговараме. Се поставува овие денови исто од порталите прашање до мене од типот како ние, Обединети за Македонија, на последното наше отварање на просториите кои од местна организација Драчево, бидејќи беа најактивни, ги преименувавме во општинска организација на Обединети за Македонија Кисела вода. Зошто таму сум кажал дека ние сме единствените наследници на ВМРО-вската идеја и на ВМРО-вската идеологија и дека ние сме единствената десничарска партија. Ние немаме намера да бидеме и ние не сме единствената десничарска партија, но ние сме наследници и ги негуваме традициите, тоа што ни е пропишано во првиот член на нашиот статут, а тоа се традициите на историското ВМРО и на возобновеното ВМРО од 90-тите години, на оние принципи на кои ја градиме македонската држава и македонската демократија. Ние имаме многу прашања кои ни се поставуваат овие денови. Ни велат како вие, господине Бошковски, ете му одговараме, момчето може од тој некој портал да си ги превземе одговорите, како ние ќе ги придобиеме тврдокорните ВМРО-вци, ако ме гледале во друштво со председателот на СДСМ Заев, кога господинот Заев бил непријател на тврдокорните ВМРО-вци. Да направиме една јасна дистинкција. Господинот Заев не е непријател на ВМРО, ниту на ВМРО ДПМН. Ниту е најголем непријател на тврдокорните. Најголемиот непријател на сите нас во ВМРО ДПМН е Никола Груевски и никој друг. И тој е човекот кој не натера ние, кои бевме оснивачи и кои го поддржувавме ВМРО, да го напуштиме тоа ВМРО ДПМН и да формираме други десничарски партии, не согласувајќи се со неговата политика. А господинот Заев ќе го поддржуваме се додека ги имаме заедничките начела и доколку за најважните прашања имаме заедничка стратегија. Во овој момент ние за многу суштински битни прашања сме на иста, како велиме ние македонците, бранова должина. Да. Додека сме на истата бранова должина, додека имаме исти цели, додека за нас, без разлика на политичките и идеолошките разлики кои ги имаме со СДСМ, имаме една заедничка цел и една заедничка љубов, а тоа е Македонија, нејзината судбина и пред се судбината на граѓаните во Република Македонија.